Добродојдовте во урбаните вести. Ново повеќенаменско игралиште е отворено во Пинтија, заеднички проект на Општина Киселавода и Агенцијата за млади и спорт. Игралиштето се протега на површина од 1100 квадратни метри и опремено со спортски реквизити и опрема за ракомет, фудбал и кошарка. Осветлено е со рефлектори, така што може да се користи и во вечерните часови. Во продолжение следуваат насловите за денеска. Одбележан меѓународниот ден на лицата со мултиплекс склероза. Со представата Ничија земја на 2 јуни започнува МНТ Фест. Аида со солисти од Турција за крај на мајските оперски вечери. Кампања на Борка има излез. Во организација на Општина Карпош и Македонската академија на науките и уметностите, денеска во просториите на ЗЕЛС се одржа тренинг за биоенергетски проекти во финансискиот сектор. Биоенергетското село Биовилич е населба која ги задоволува своите потреби за енергија, електрична и топлинска, преку локална биомаса, како и преку други обновливи извори на енергија. Во организација на Општина Карпош и Македонската академија на науките и уметностите, денеска во просториите на ЗЕЛС се одржа тренинг за биоенергетски проекти во финансискиот сектор. Стручната обука се организира во рамките на проектот Биовил или Биосело, кој е дел од програмата на Европската унија за истражување и иновации Хоризонт 2020. Овој меѓународен проект го имплементираат Општина Карпош со својот партнер МАНУ како единствени партиципиенти од Република Македонија. Целта на тренингот беше детално и практично да се разработат прашањата околу финансирањето на биоенергетски проекти, кои вклучуваат употреба на биомаса. Во центарот на дискусијата се говореше и за предностите кои ги нудат другите обновливи извори на енергија, како и за мерките за енергетска ефикасност во Македонија и особено во целната заедница каде се спроведува проектот Биовил Општина Кичево. Инаку Биовил е 3-годишен проект кој е поддржан од програмата на Европската унија за истражување на иновации Хоризонт 2020. Проектот започна во март 2016 година и се имплементира преку соработка помеѓу 9 партнери од 7 земји, меѓу кои Македонија, Романија, Словенија, Србија и Хрватска, со пренесување на постојните искуства од Австрија, Германија и други европски земји на партнерите од Југоисточна Европа. Потенцијалот на овој проект лежи кај големиот број земји од Југоисточна Европа, кои располагаат со високи количини на биомаса, но најчесто тие не се доволно искористени за локално снабдување со енергија и регионален економски развој. Биоенергетското село Биовил е населба или село, општина или заедница која ги задоволува своите потреби за енергија, електрична и топлинска, преку локална биомаса, како и преку други обновливи извори на енергија. Самиот концепт вклучува мерки за енергетска ефикасност и заштеда на енергија. Конкретно, Општина Кичево има високи потенцијали на биомаса, како што се шумската биомаса, остатоците од сточарството, тврдиот отпад и остатоците од обработка на дрво. Болните од мултиплекс склероза бараат посовремена терапија. За ова подоцна. Со финалниот надпревар помеѓу основните училишта денеска завршија 6-тите поред денови на електротехниката, кои секоја година ги организира Средното електротехничко училиште Михајло Пупин. Надпреварот се организира со цел да се овозможи селекција на учениците според нивните афинитети по препорака на предметните наставници. Во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин денеска се одржа финалниот надпревар во рамки на манифестацијата Денови на електротехниката. На надпреварот учениците од 3 основни училишта Љубен Лапе од Аеродром, Војдан Чернодрински од Карпош и Димитар Миладинов од Центар се надпреваруваа на прашања од наставниот предмет физика во делот на електротехниката. Надпреварот се состоеше од теоретски и практичен дел во кој учениците покажаа солидно познавање. Директорот на училиштето Михајло Пупин Евтим Пиовски нагласи дека надпреварот од година во година е се поинтересен за учениците, а оваа година учествуваа 135 ученици. Надпреварот се организира со цел да се овозможи селекција на учениците според нивните афинитети по препорака на предметните наставници. Денеска се одржува финалниот ден на деновите на електротехника, манифестација која по 6-ти пат се одржува во нашето училиште и би можел да кажам дека е тоа манифестација по која што нашето училиште е препознатливо,
А целта на оваа манифестација е практично да ги вклучиме во животот на училиштето токму оние ученици кои што покажуваат афинитети, талент кон природните науки, поточно овде се надпреваруваат по наставниот предмет физика во делот на електротехниката. Всушност, значењето на оваа манифестација е повеќекратно. Наставниците по физика во основните училишта на овој начин преку оваа манифестација прават селекција, односно препознаваат ученици кои што покажуваат афинитети кон во случајов природните науки. Мислам дека и оваа манифестација, но и колегите од основните училишта по наставниот предмет физика даваме скромен допринос да им обезбедиме на идните средношколци и идните млади граѓани академски на оваа држава убава перспектива. Најдобрите на надпреварот учениците од основното училиште Љубен Лапе добија пехар кој ќе им биде врачен на 7-мите поред денови на електротехника наредната година во мај. Сдруженијето на телесен инвалидитет мобилност денеска преку различни активности го одбележа денот на мултиплекс склероза, автоимуна нервно-дегеративна болест од која боледуваат милион луѓе ширум светот. Како дел од проектот напредување на услугите на социјална попреченост, денес на плоштадот Македонија се одржа настан преку кој директно се представија резултатите од 2-годишно спроведување на проектот. Огранокот на мултиплекс склероза, кој е дел од Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Скопје, денеска го одбележа меѓународниот ден на лицата заболени од мултиплекс склероза. На собирот се информираше јавноста за проблемите со кои се соочуваат лицата со оваа болест. Сдруженијето упати апел до надлежните органи кои третираат оваа проблематика да вложат напори со цел да се запознаат со потребите на пациентите болни од мултиплекс склероза. Председателот на Сдруженијето Мобилност Скопје Дејан Георгиевски нагласи дека е многу важно институциите да покажат интерес за обезбедување на соодветна терапија пред да биде предоцна. Апелот до институциите е следен, значи да се погрижат Министерството за здравство и Министерството за финансии да одвојат поголем буџет за овие пациенти, бидејќи и онаа терапија која што во моментот ја примаат нашите корисници е стара повеќе од 23 години па и 26 години. Во светот веќе има лекови кои што се со поголем процент на стопирање на болеста. Знаеме сите дека мултиплекс склерозата до ден денешен нема измислено лек, но се даваат превентивни лекови кои што помагаат лицето да остане во исправена физичка состојба, значи да не дојде до оној најтежок, најлош стадиум да падне во количка или во кревет, каде што веќе потоа представува проблем на самата фамилија, на општеството и тогаш сме многу поголем трошок. Значи апелот е до институциите да што побрзо дојдат лековите кои што се веќе во светот, да луѓето заболени со МС може да останат на нозе, да бидат продуктивни како на работните места, така и во своите фамилии, едноставно да продолжиме со живот, затоа што еве не гледате, некои се веќе во количка, некои се со една патерица, со две, имаме и луѓе кои што се уште добри на нога, витални, кои што може да работат и да предонесуваат и за своето семејство и за својата држава. Од организацијата укажуваат дека се зголемува бројот на заболени од мултиплекс склероза и дека е потребна достапност на адекватна терапија, бидејќи се работи за млада популација. Во моментов се регистрирани 1300 заболени од оваа болест, која најчесто ја напаѓа популацијата од 30 до 40 години. Сакаме да упатиме еден апел за нашата диагноза, која сите добро ја познаваме веќе, дека е фатална автоимуна болест, која што завзима се поголем сразмер во светот и кај нас. Веќе 2 милиона и 300 се евидентирани ширум светот, која што не е занемарлива бројка нормално, а кај нас во Македонија веќе достигнува до 1300. Болеста значи се јавува најчесто во продуктивниот период на едно лице од 30 до 40 години. Нормално исклучоци има и плюс и минус, што значи дека тоа е најпродуктивниот период на еден човек кога највише треба да работи, да твори
и автоматски таа популација веќе се оневозможува нели да биде работоспособен, барем со условите кои што се во нашава држава. Вечерва завршуваат мајските оперски вечери. За деталите подоцна во вестите. Во сабота на 3 јуни со представата Ничија земја во режија на Александар Морфов започнува МНТ Фест. Ова е втора соработка на МНТ со Морфов. Првата соработка беше за представата Животот е прекрасен. Морфов е еден од најдобрите европски режисери и работи на најголемите театри со Бугарија, Русија, Израел, Летонија, Романија и Македонија. Оскаровецот Ничија земја, сега во адаптација и режија на еден од најголемите европски режисери Александар Морфов, во сабота на 2 јуни ќе има својата театарска премиера во Македонскиот народен театар. Представата Ничија земја е работена по сценарио за истоимениот филм на Дани Становиќ за војната во поранешна Југославија, награден со Оскар во 2002 година за најдобар странски филм. Ова е втор завршен проект на Морфов и Македонскиот народен театар. Првиот го има минатата година со представата Животот е прекрасен. Со представата Ничија земја почнува и четвртото издание на меѓународниот театарски фестивал МНТ Фест. Ова година МНТ Фест ќе се одржи од 3 до 13 јуни. Мотото под кое што го работиме фестивалот е всушност мотото со кое што ја одбележуваме оваа година, тоа е создаваме на светов убавина. МНТ Фест започнува во сабота во 20 часот со премиера на представата Ничија земја во режија на Александар Морфов. Потоа на 5 и на 6 јуни гостува представа од Пекинг од Кина, представата Макбет. На 8 јуни е гостувањето на Народниот театар Иван Вазов со представата Дон Жуан на Александар Морфов. На 13 јуни е гостувањето на Народно позориште од Белград со Иванов. На 4 јуни го нарековме МНТ Фест за деца. Тоа е во недела, сега каде што ќе бидат нашите две представи за деца, Сињан Штркот и Аладин, каде што буквално целиот ден сакаме да биде посветен на децата. Представата е сатира против војната и медиумите кои се подигруваат со сензација и рейтинг во свет измачуван од тероризам и војни. Поголемата хит представа Животот е прекрасен, Морфов ја продолжува соработката со МНТ, сега со големата човечка драма Ничија земја, во која станува збор за војната што се случи во 90-тите години на 20-тиот век во границите на поранешна Југославија. Многу интересно како всушност стигнавме до овој резултат додека работевме, стигнавме до еден чист, вистински бекет, една таква безизлезност на овие ликови, додека копавме по репликите како тие да станат наши, а не на некакви си војници таму кои не ги разбираме со целата ситуација, обкружувањето околу нас, стануваа се повеќе наши и се повеќе гледаме безизлезноста. Тоест, она на кое што сме со години овде, тоа е лежиме на мина. Представата израсна во само недела дена и брзо стигнавме до овој резултат до кој што сме сега. Верувам дека имаме одлична представа која што ќе оди на, како се викава на малски, на карта више. Александар Морфов е еден од најдобрите европски режисери на денешницата. Работи на сцените на најголемите театри во Бугарија, Русија, Израел, Летонија, Романија, Македонија и така натаму. Добитник е на бројни национални и меѓународни театарски награди. Со Вердиевата Аида вечер во Македонската опера и балет ќе бидат затворени 45-тите мајски оперски вечери. Операта годинава одбележува два јубилеи: 70 години од основањето на Македонската опера и балет и 45 години мајски оперски вечери. Операта успеа да ја врати и детската публика со формирањето на детскиот викенд, за што денеска посебна благодарност беше искажана до директорот Игор Дурловски. Традиционално на 31 мај, со Вердиевата Аида, вечер во Македонската опера и балет, ќе бидат затворени 45-тите мајски оперски вечери. Оваа година во Аида ќе настапат солисти од Турската државна опера од Истанбул. Режисер е Дејан Прошев, а диригент Вања Николовски Ѓумар.
Ке настапат оркестарот, хорот и балетскиот ансамбл на Македонската опера и балет. Сценографијата е на Зоран Костовски, костимограф е Елена Дончева, а кореограф Снежана Филиповска. Уметничкиот директор на Македонската опера и балет Сони Петровски нагласи дека е чест со екипа како вечерашната да се затворат мајските оперски вечери. Завршуваме традиционално со најпознатата опера на Верди, или едно од најпознатите, тоа е Аида. Ги поканивме во соработка со директорот на Турската национална опера од Истанбул. Поканивме комплетен каст на главните улоги да земат учество едни од најистакнатите солисти од токму таа институција. Вечерва публиката ќе има можност да ги видат Денис Јетим во улогата на Ида, Ајше Оскан во улогата на Мнерис, Ефе Кишлали како Радамес, Тунџај Куртоглу како Рамфис, Дженгиз Саин како Амонасро и нашите солисти Надежда Рубен, Маријан Николовски и Драголјуб Бајич од Србија. Македонската опера и балет соопшти дека за време на паузата на представата Аида ќе приреди коктел за сите присутни, а авиокомпанијата Turkish Airlines по случаен избор ќе му додели 2 билета на најсрекниот посетител. Аида е студија на историјата, кореографијата и релацијата на Египет, опера која и денес зазема значајно место во уметничкиот репертоар и е изведувана секоја година во цел свет, наведува Македонската опера и балет. Премиерно била изведена во операта во Каиро во 1871 година. По завршувањето на мајските оперски вечери, операта и балетот продолжуваат со реализација на представи и гостувања. За идните планови денеска зборуваа Олга Панго и Сони Петровски. На 12 јуни имаме концерт во чест на професорот Коста Трпков во соработка со студентите од државните универзитети во Република Македонија. На 24 МОБ ќе учествува на Скопско лето со едно од најпознатите дела на Волфган Амадеус Моцарт, тоа е Реквиемот. Имаме и едно гостување на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп. На затворањето на фестивалот именно таму ќе изведеме мюзиклот Тајно моја. На 13 имаме Црвена соба, значи како мала обнова бидејќи представата не одела скоро една година. Потоа на 30 на Скопско лето, 30 јуни, имаме премиера во кореографија на Саша Евтимова, на музика на Шпато и мислам дека има една numera од Дуке Бојаджиев. На представата е со работа наслов Лалала, ќе биде забавна представа која што ќе ја играме пред платото на Македонската опера и балет. Потоа балетот гостува на 5 јули во Пловдив. Потоа на 14 јули гостуваме на Охридско лето со новата премиера на Саша Евтимова Лалала. И за крајно на 19 јули одиме на Сплитско лето со представата Црвена соба и тука балетот ја завршува сезоната. Во Македонија секојдневно кај 20 пациенти се диагностицира рак, додека 13 умираат секој ден од оваа болест. Сдруженијето за борба против ракот Борка со цел да ги мотивира заболените од рак да ги издржат тешките терапии. Ја започна кампањата Има излез. По повод 10 годишнината од своето формирање, Сдруженијето Борка заедно со креативната агенција Пиворт започна кампања за подигнување на свесноста за ракот со цел да им укажат на граѓаните за сериозноста на овој проблем, да ги поттикнат властите и здравствените институции да превземат активности во насока на решавање на овие животно загрозувачки проблеми. Во Македонија, кај 20 пациенти се диагностицира некаков вид рак, а 13 умираат дневно од оваа болест, покажуваат податоците од Сдруженијето Борка, кои по повод 10 години од своето формирање ја почнуваат кампањата Има излез. Според председателката на Сдруженијето Биба Додева, Македонија е една од водичките земји во светот по смртност од рак, односно трета во Европа. Додева појаснува дека тие заедно со креативната агенција Пиворт ја започнуваат кампањата за подигнување на свеста за ракот, со цел да им укажат на граѓаните за сериозноста на овој проблем, да ги поттикнат властите и здравствените институции да преземат активности во насока на решавање на овие животозагрозувачки проблеми. Од
Сдруженијето појаснуваат дека во кампањата главни ликови се членки од Борка, жени оперирани од рак кои првпат ја отвараат својата душа пред јавноста и говорат за стравот, болката, неизвестноста, но и за надежта, истрајноста и храброста да се соочат со дијагнозата и преку пораки изразуваат благодарност до оние кои биле покрај нив во текот на лекувањето. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден повеќе делови од Скопје ќе останат без струја. Станува збор за општините Центар, Кисела вода, Сарај и Чаир. Заради закажани технички зафати, утре без електрична енергија ќе останат дел од потрошувачите од Сарај, Центар, Чаир и Кисела вода. Од 6 часот и 30 минути до 15 часот без електрична енергија ќе останат дел од корисниците од село Бојане во општина Сарај. Од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците на дел од булеварот ВМРО број 1 во општина Центар. Од 9 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците на дел од улицата 397, дел од улицата Отокар Кершовани во општина Чаир. Од 9 до 14 часот ќе има прекин во електричната енергија на дел од улицата Христо Татарчев, улици со броеви 1, 7, 11 и 14, локации околу последната автобуска пустека на автобусот број 24 во општина Кисела вода. Од 9 до 15 часот и 45 минути. Без струја ќе бидат дел од корисниците во село Буковиќ во општина Сарај. Во време од 10 до 12 часот без струја ќе биде основното училиште Фаик Коница во село Радуша во општина Сарај. Сончево и уште потопло време, а попладне услови за локална појава на краткотраен дожд и грмежи, најавуваат за утре метеоролозите. Позначително дестабилизирање на времето ќе има од петок попладне, па во наредните денови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни, во форма на невреме со интензивен пороен дожд, појава на град и засилен ветер, особено в петок вечер и во сабота околу пладне и попладне. Матама метео е во продолжение. Утре почнува летното сметање на работното време на јавните паркинзи со кои стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Работното време во зоните А, Б, С и Д ќе биде од 7 до 23 часот од понеделник до сабота. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.